не е лошо да истакнеш дали во огледното враќање или во втори круг ќе земеш ке потпрашаш нешто. Стани уташна провери, знам на Сайланд го ставив, ама... Почитувани, добро вечер. Денес сме собрани тука со членови од Комисијата за финансии и монетарни прашања на ВМРО-ДПМН. Помина 100 дена од новата влада. Ако денот по утрото се познава, тогаш овој ден ќе треба што побрзо да заврши за оваа нова влада. Тука сме собрани 100 дена, како што веќе поминаа, се приметуваат веќе одредени намалување на економската активност, се приметуваат големи несигурности кај бизнис секторот, а затоа сакаме да поразговараме за одредени прашања, за одредени тематики, кои што сметаме дека се од придонес за целиот народ да ги разбере и да може да биде објаснето што во моментов прави новата влада. Со членовите на Комисијата за финансии и монетарни прашања на ВМРО-ДПМН, дозволете пред да ги представам. До мене од мојата десна страна господја Гордана Димитриевска-Кочевска, до нејзе е господин Драган Цуклев и од мојата лева страна е господин Крсто Муковски. Денешнава трибина би сакал да ја започнам првим со господин Драган Цуклев, кој што би сакал да се надоврзи да објасни малку повеќе кои се неговите гледишта за моменталната економска активност, односно намалување на економската активност во Македонија, на што тоа се должи, што можеме да очекуваме и кои се главните причини што според вашите согледувања за ова што се случува во овој момент. Благодарам, повелете. Благодарам на дадениот збор. 100 дена можеби за некого се малку, меѓутоа се за оваа влада доволен доказ и за нас како опозиција дека не и оди добро на Македонија кога е во прашање економската активност во ситуација на практикување на власт од страна на СДСМ. Ние на ова го потенциравме уште кога се носеше ребалансот на буџетот во собрание, имено со предвидените кратења во ребалансот на буџетот на капиталните инвестиции, јасно беше дека економската активност во Република Македонија ќе се намали. Друга причина е тоа што со најавените зголемување на даноците кај стопанските субјекти постои грч непредвидливост на економскиот амбиент кој што ќе следи во следниот период и сето тоа се сведува на севкупно намалување на економската активност и прашање е ние до крајот на годината дали ќе го оствариме предвидената стапка на економски раст со ребалансот нели намалена од 3 на 2,2%. Основните двигатели столбови на кои што министерот за финансии во образложението на ребалансот на буџетот го предвидуваше економскиот раст од 2,2% беа потрошувачката и вратениот оптимизам кај граѓаните врз база на некоја анкета на Европската комисија. Ако навистина податоците за вратениот оптимизам кај граѓаните во јуни месец биле на така високо ниво, уште еден доволен доказ за економскиот низок или никаков кредибилитет на оваа влада, затоа што во ситуација на вратен оптимизам кај граѓаните, ние имаме параметри кои што го кажуваат сосем спротивното. Ние имаме намалена кредитна активност на банките во реалниот сектор во јули месец, ние имаме намалено индустријско производство, ние имаме намалено
намалена активност на градежништвото, кој што сите знаеме дека долги години беше локомотива на економскиот развој на Република Македонија, особено во ситуација на светска економска криза и должничка криза во Европа, кога беше намалена побарувачката кон европските пазари. Република Македонија две третини од својот извоз го насочува кон земјите од еврозоната и во таква ситуација преку капиталните инвестиции финансирани од буџетот и преку јавните инфраструктурни предпријатија, Република Македонија остваруваше едни од највисоките стапки на економски раст во еврозоната. Сега имаме најниска стапка на економски раст предвидена во регионот. И тоа не е случајно, затоа што капиталните инвестиции во буџетот беа намалени за цели 58 милиони евра. А што беа намалени капиталните инвестиции од буџетот за 58 милиони евра, дополнително беа стопирани сите проекти инфраструктурни кои што се реализираат преку јавните инфраструктурни предпријатија, а кои што има една редовна динамика на реализација до доаѓање на СДСМ на власт. Од изнаоѓање на разноразни причини, односно од неспособност да тие проекти да доживеат понатамошна динамика на реализација, тие тоа го вадеа како причина за стопирањето на овие капитални инвестиции. Сето ова доведе до намалување на бројот на активните вработени во градежниот сектор и намалување на активноста во градежништвото. Дополнително, кога е во прашање оптимизмот кај граѓаните на кој што Министерот за финансии го крепеше економскиот раст што ќе се доживеал во Република Македонија од 2,2% до крајот на годината, е тоа што и трговијата намало се намалува во месец август. Би сакал само да резимирам од овој аспект што говорите. Со намалување на капиталните инвестиции, дефинитивно треба да очекуваме зголемување на бројката на невработени. Така. Со тоа логично е да се намали бројката на вработени лица во Македонија. Тоа значи помали приходи за семејствата, намалување на потрошувачката, потешки време. Така. Значи се руши и вториот столб на кој што Министерот за финансии го планираше економскиот раст од 2,2%, а тоа е потрошувачката, за која што пак во самото образложение на ребалансот за буџетот призна дека во првиот квартал продолжил растот на потрошувачката, кој што бил последица на зголемениот приход кај граѓаните и зголемената вработеност. Подобар доказ за исправноста на економските политики на владата предводена од ВМРО ДПМН, подобро признание не можевме да очекуваме ние како експоненти на ВМРО ДПМН. Благодарам многу за одговор. И сакал да се префрлам сега кај Крсто. Крсто, новата влада се задолжува. Дефицитот е веќе видлив, го програмира во ребалансот на буџетот, го задржуваат истиот дефицит кој што многу пати го критикува, многукратно го критикуваат тој дефицит низ годините, а сега го задржуваат комплетно истиот дефицит и во процентуален износ и во апсолутен износ како сума на пари. Кој е вашето видување на тоа, а во исто време го намалуваат прогнозата за раст на БДП? Ви благодарам на прашањето. На самиот почеток ќе почнам со она реченица од вашиот вовед. Она е народната, како што кажавте, ако по утрото се познава денот. Во првите 100 дена, како стартува новата влада и Социјалдемократскиот сојуз во креирање на економските политики, се гледа дека воопшто ниту искреирале некои нови економски политики, ниту пак знаат да ги следат оние кои што беа поставени од претходната влада. Особено во главните, би рекол, макроекономски индикатори за раст или развој на националната економија, во случајот на нашата македонската, а тоа е растот на бруто домашниот производ и одржувањето на буџетскиот дефицит. Како што спомна и мојот колега Цуклев, пред скоро го изгласавме ребалансот на буџет. Јас им предвидов дека реално со тие параметри што тие ги прогнозираа како одат работиве до денес, дека до крајот на годината наместо да креираат нов буџет за 2018, тие ќе морат да прават нов ребаланс на буџет, бидејќи токму овие макроекономски параметри нема да можат да ги задржат.
И што се случува сега во моментов? Значи, растот на бруто домашниот производ, ако се сеќавате, во предизборната кампања социјалдемократите најавуваат дека ќе биде 5-6%. Меѓутоа, за жал, сега на самиот ребаланс на буџет, министерот ги призна погубните или поразителните очекувања и кажа дека растот на бруто домашниот производ ќе бидат задоволни ако до крај на годината заврши со 2,2%. Иако спомна, што еден куриозитет би рекол, дека и Народната банка на Република Македонија, Централната банка и други меѓународни релевантни институции како Светска банка предвиделе поголем раст од 2,6, 2,8, дури и 3%, ама тие биле предпазливи или внимателни. Меѓутоа, тоа беше вака една фройдовска мисла, со тоа на некој начин тие ги признаа, условно речено, поразителните политики кои што ги водат во делот на економијата. Инаку, растот на бруто домашниот производ, претходната влада го предвиде со тие фундаменти економски што ги имаше поставено или темели дека ќе биде 3%. За сметка на тоа, сега пак, каде што економски е поврзано, бруто домашниот производ и буџетскиот дефицит го оставија, како што спомнавте, на исто ниво, на 3%, односно 2,9% или во апсолутен износ од 302 милиони евра, што гледано економски е невозможна мисија. Ако дополнително видиме кој е номиналниот раст на бруто домашниот производ, ако го видиме индикаторот дефлатор и ако видиме која е предвидената стапка на раст на инфлација. Односно, таа е иста задржана максимум до 1%. Значи, класична, како би рекол, и алхемија или невозможна мисија да го задржат тој буџетски дефицит со ваков раст на бруто домашниот производ. Како едно подпрашање, да, дали може да очекуваме дека они ќе манипулираат со дефлаторот или пак ќе зголемуваат инфлацијата? Што да очекуваме? Значи, на овој начин како што ги водат економските политики, сега тоа веќе ако го разглобиме надолго и на широко, особено со одредени закони како последниот што го даваат за минимална плата, ако видиме начинот на кој што ќе спроведат тој закон, кои категории ќе ги опфатат, паралелно како ќе се зголеми потрошувачката и така натаму, цените ќе порастат, животниот стандарди ќе се намали, тие на некој начин мора да одат на зголемување на инфлацијата. Инаку манипулираат со буџетскиот дефицит. Јас сум убеден дека тој буџетски дефицит на крајот годината треба да биде од 3,2 до 3,5%. И сега тука дополнително се отвора едно исто интересно прашање, вака за јавноста. Буџетскиот дефицит е разликата помеѓу расходната и приходната страна. Цело време минатата власт беше критикувана дека расипнички се однесува, дека повеќе троши отколку што е полни државната каса и така натаму. Се поставува прашањето зошто го задржаа истиот буџетски дефицит. Ако паралелно на тоа викаат дека и кратат капиталните инвестиции, крателе непродуктивни трошења и така натаму. Единствено прашање е дека не се спремни или не се способни или не очекуваат дека приходната страна ќе ја наполнат во онаа мера во која што е предвидено. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе имаме намалена економска активност на македонските предпријатија или на стопанството. И тоа го гледаме со погубните политики што и водат. Сите круцијални проекти, од изградбата на автопатишта, на експресни патишта, гасоводот, други капитални проекти, изградба на училишта, болници и така натаму ги стопираат. Добар дел од луѓето се веќе дома, испуштени се од работа. Се намалува, значи, по основ на плати примање, по основ на лична потрошувачка и така натаму, се намалуваат приходите, се намалува економската активност. Ако го видите само страната на бирото за јавни набавки, ќе видите дека една или две јавни набавки има во изминатиот период. Воопшто сите министерства, сите предпријатија јавни и така натаму се замрени. За жал во државата ништо во моментот не функционира. По моите проценки што ги имам или по моите согледувања информации, мислам дека приходната страна на катастрофално ниво се полни. 30 до 40% само се полни од она што е предвидено. Од тука резимирам, значи, овие два главни, значи, макроекономски параметри не можат да ги одржат. И на крајот од годината ниту ќе имаат раст од 2,2% на бруто домашен производ, ако земеме во предвид дека само пред 2 месеци нула беше растот на бруто домашниот производ, ниту пак буџетскиот дефицит ќе го одржат на тоа ниво што го кажа од 2,9% од бруто домашниот производ или 302 милиони во апсолутна вредност. Од економска страна, они може да направат уште едно решение имаат за да успеат да излезат во некои рамки на нивниот буџет што го има предвидено, тоа е ако потфрлат уште повеќе на капиталните инвестиции. Тоа ќе биде најголема грешка за нив.
Според ако ми дозволите, според мене суштинската грешка што ја направија е тоа што од буџетот со ребалансот на буџет скратија 50 милиони евра капитални инвестиции. 58 се извинувам, значи попрецизно. Тие капитални инвестиции требаше да дадат додадена вредност во македонската економија. Значи дополнителен број на вработувања, дополнително, како што кажа колегата Цуклев, градежништвото да се зајакне, знаеме дека градежништвото врзува повеќе од 30 гранки во својата дејност. Претходната влада во услови на светска криза, на европска криза, должничка, значи успеа преку градежништвото да ја размрда македонската економија. Сега овие за жал прават обратно. Дополнително што на некој начин ги осакатија или како да кажам ги ништат странските инвеститори, кои што се исто така клучниот двигател на македонската економија. А паралелно на тоа, и завршувам тука, даваат лажни ветувања за раст и развој на македонската економија преку малите и средни домашни предпријатија, за кои што во ребалансот на буџет предвидува само 2,1 милиони евра. Ќе се наврдам на таа тема, дефинитивно кога се штедне за странски инвестиции, но сега да продолжиме кога говориме за дефицит. Значи дека ќе трошиме повеќе од тоа што имаме пари. Секое ново задолжување треба да биде дефинитивно квалитетно, издржано, треба да се инвестира во нешто што утре денес ќе ни вреди на државата и на граѓаните на оваа држава, за да имаат подобар живот и подобар просперитет во оваа држава. Како одиме со задолжувањата, Гордана? Што да очекуваме во наредниот период? Колку е моменталното задолжување, колку е одолжување, колку е нето задолжувањето чисто што го имаме во вие измерати 2 месеци? Кои параметри ги следи новата влада и дали работи домаќински? Значи вака, во изминативе неколку години во континуитет слушаме дека владата на ВМРО ДПМН ја презадолжи државата, ќе се блокираме, нема да можеме да ги враќаме средствата и така натаму. Меѓутоа, прво ќе тргнам од ребалансот на буџетот, каде што не само што не ги потврдија бројките кои што беа креирани претходно од страна на нашиот министер за финансии, туку предвидува и зголемено задолжување како од домашни, така и од странски извори. Односно, со ребалансот на буџетот за 144 милиони евра они го зголемуваат задолжувањето со цел да го финансираат тој нов креиран буџетски дефицит, за кој што кажуваат дека е помал во однос на претходниот. Сега, во однос на аукциите кои што ги одржува Министерството за финансии. Значи, во континуитет слушаме дека ги враќаат парите, дека не се задолжуваат, дека долгот паднал и така натаму. Меѓутоа, цифрите покажуваат нешто друго. Значи, цифрите кажуваат дека во месец јуни, јули и август вкупната реализација на аукциите е 145 милиони евра. Односно, од овие пари, отплатиле кредити, ајде да кажеме дека тие се кредити кои што ВМРО ДПМН ги земал во износ од 56 милиони евра, меѓутоа останува износ од 89 милиони евра нов креиран долг. Така да, значи, владата на СДСМ и понатаму продолжува да ја задолжува државата. Втор момент што го слушнавме од министерот за финансии е дека ги намалил бројот на аукции. Воопшто не е битно колку аукции ќе имате вие, битно е вредноста по аукција. Вие може да имате една аукција во месецот, меѓутоа да биде на 100 милиони евра. И релевантен е бројот на аукциите. И уште еден податок што е многу битен за македонскиот народ, значи да го разбере, во континуитет зборот и на вчерашната конференција што ја има во влада, зборуваат за тоа дека успеале да ги намалат каматните стапки. Да ги погледнеме податоците на Министерството за финансии, да видиме во текот на 2017 година каде они успеаја да земат, да направат аукција на државни харти од вредност и државни записи по пониски камати од претходно, значи од месец јануари па навака. Вие не можете да споредувате каматни стапки во 2017 и 2013. Секоја година имаме различни економски услови во кои што работиме. Па и приватниот сектор тоа најдобро го знае, затоа што и кај нив се менуваат каматните стапки. Така да, значи, во делот на задолжувањето состојбата е сериозна, затоа што ние се задолжуваме, меѓутоа не знаеме зашто со капиталните инвестиции по ребаланс ги намалија. Значи, ние не вложуваме пари таму каде што во иднина ќе очекуваме некакви приходи.
Така да, значи во тој дел мора да се признае дека тие го зголемуваат задолжувањето најверојатно за некои покривање на тековни обврски. Нема другачие како тоа да се објасни. Само малку би сакал да ви додадам нешто тука. Ако добро ме служи сеќавањето, при промената на власта, околу 220 милиони евра беа останати во буџетот. Доволно пари за да се сервисираат обврските за 2017 година, барем по овие прашања на раздолжување. Која е поентата? Зошто се земаат плюс пари, кога веќе ги имало овие 220 милиони, а одозгора на тоа е додадено и повлекувањето од девизни резерви. Значи, за штедата што како држава сме имале на страна тргнато, кое што е со тешко спечалени пари на овој народ, тие пари се веќе повлечени и потрошени. Што е причината? Дали ние гледаме некои развојни компоненти на буџетот или тука гледаме само чисто трошење? Нема развојни. Ако вие сте го намалиле за 58 милиони евра делот на капиталните расходи, ако ги стопиравте автопатите, ако стопиравте еден куп проекти од кои што се очекуваат приходи во иднина, значи вие таму не ги трошите парите, ги трошите на некое друго место, во некој дел кој што нема да е развоен. Сега и друг проблем има тука, со тоа што враќаат долгови кај државни записи, државни харти од вредност со пократки рокови, 6-месечни, 12-месечни, 5-годишни, а при тоа се задолжуваме на долг рок 15 години. Значи, ние оставаме крајно една себична и нефер политика, оставаме долгови на идните генерации, а бенефит од тоа нема да има апсолутно никаков. Бенефитот ќе биде нив. Ако може генерацијите плаќат. Да, така. И сакал само, ако може, ако ми дозволите едно дополнување. Добро го кажавте ова и вашето прашање е суштинско. Зашто се троша средствата? Значи, дефинитивно, македонската економија во моментов е неликвидна. Не можат да соберат доволно пари, народно кажано, за да ги сервисираат тековните обврски. И мора да се повлекуваат средства, дали се по основ на домашно задолжување, дали се по основ на повлекување од девизни резерви, или оние средства што и кажавте што ги оставивме за сервисирање на кредитните обврски, за да ги задоволат тековните обврски. На овој начин како што функционира македонската економија во моментов, значи се слуша на големо од македонските компании и предпријатија дека се неликвидни, должничко-доверителните односи меѓусебни во моментов се на највисоко ниво, негативно зборувам. Македонските банки, министерот излезе со една информација дека се зголемувало кредитирањето. Да, на населението. Меѓутоа, видете од друга страна, ги заоструваат веќе критериумите за повлекување на кредити од македонските компании. Македонските компании не можат да се издржат. Самите себе си, значи нема во моментов плаќање, државата должи по сите основи. Било која компанија, ако ја прашате, премиерот Заев се фалеше дека ќе враќал ДДВ. Секоја компанија што побарала поврат на ДДВ, утрајната кај себе на гости ги му ујапа. Во истиот момент. Затоа ги трошат тие пари. Јас сум убеден и за жал, како што се тргнати, оваа влада до крај на годината, за половина година ќе биде рекордер по основ на задолжување. Мене ми е жал, меѓутоа ќе биде така. И на крајот од годината, ако продолжат вака, страмежливо најавуваат дека со Светска банка ќе се консултирале да им помогне и така натаму, јас сум убеден дека ќе побараат и аранжман од ММФ, бидејќи сами не можат да креираат економски политики. Но да видиме. Меѓутоа, вака како што се тргнат и работиве, во тој правец одат. Тоа се сериозни чекори. Во насока на ова што говорите, Крсто, намалена економска активност, намалени инвестиции, зголемена несигурност кај населението и во бизнис секторот, бидејќи не инвестираат, не трошат. Тоа се приметува по приходите во буџетот. Едноставно, луѓето не се сигурни, се чувствуваат уплашени, компаниите се чувствуваат уплашено, поради несигурна данична политика во овој момент. Не знаат што ќе се случи. На момент имаме најави за менување на даноците, на момент имаме најави дека тие даноците ќе останат како што се. На момент имаме најави за одредени ревизии, нови политики и така натаму. Во други моменти едноставно се признаваат моделите кои што ВМРО веќе ги имплементирало и ги користи и ги извршува како супер модели и дека тоа треба така и да продолжи. Сега затоа би сакал да се обратам кон Драган, имајќи ги предвид сите овие работи, зголемена несигурност кај населението, намалена потрошувачка кај населението, намалени инвестиции кај компаниите. Што ние може да очекуваме во иднина од овој аспект? Што ние може да очекуваме? Како можеме да ја победиме оваа несигурност која што владее во овој момент? Бидејќи главниот убица на економијата е секогаш несигурност. Луѓето едноставно не сакаат да ги извадат своите пари кога се чувствуваат несигурни. Вака,
подобар доказ за несигурноста кај стопанството, кај реалниот сектор од намалувањето на кредитната активност во стопанството од страна на банките, мислам дека не може да постои. Самото неможност за предвидување на идните текови во економијата, имајќи во предвид ова нивно најавување на зголемување на даноци, па кратење на некои капитални проекти, ги става во грч работодавците. Да не можат да ја прошират својата економска активност. Згоре на тоа, цела онаа канонада на напади кон странските директни инвестиции, кои што имаат свое огромно значење не само во удел во вкупниот извоз на Република Македонија, туку и во сколемувањето на вработеноста, во креирањето на поголема квантум на расположлива потрошувачка кај населението, на вклучување на македонски компании во соработка со странските инвеститори, на кој начин се мултиплицира ефектот од странските директни инвестиции, тие составаат и ефект на одвраќање на оние потенцијални инвеститори кои што на некој начин беа на прагот на инвестирање во Република Македонија или беа најавени за влез уште од времето на владење на владата на ВМРО ДПМН. Од доаѓањето на власт на СДСМ до денес ние немаме ни еден милиметар продолжување на било кој странски инвеститор на својата активност во Република Македонија, што е загрижувачки. Истото се случува и со домашниот бизнес. Тие најавуваа голема поддршка на домашната економија, на крај да завршат со севкупни 1,5 милиони евра предвидени во ребалансот на буџетот за поддршка на домашното стопанство. Што е минорна сума, смешна сума за поддршка на реалниот сектор. Сега кога ми дадовте збор, би сакал да се навртам на овој делот на задолжувањето на домашниот пазар. Сите ние добро се сеќаваме како поминуваше секој обичен ден кога владата предводена од ВМРО ДПМН ќе најавеше аукција на харти од вредност на домашниот пазар. Секоја поединечна аукција буквално беше дочекана на нож, со пресконференции, со ударна вест на медиумите блиски на СДСМ, со зборување дека ако не е задолжувањето не може да се исплатат плати, пензии, субвенции, ако задолжувањето е со повисока стапка од стапката на економски раст, дека е тоа недозволиво, ако не успее на било која поединечна аукција затоа што банките нели треба да внимаваат и на рочната осогласеност на своите пласмани, ако не успее да се запише сумата што е предвидена со некоја аукција, банките веќе не може да ја пратат државата со задолжувањето на домашниот пазар дека ги одземаме парите што банките треба да ги пласираат во реалниот сектор, сето тоа денеска е нормално. Значи, онаа што беше ненормално за професорот Тевдовски како експонент на СДСМ, сега за министерот за финансии Тевдовски е се нормално. Згора на се, со ребалансот, се предвидени дополнителни 50 милиони евра домашно задолжување и дополнителни 100 милиони евра надворешно задолжување, кое прашање и најверојатно ќе биде пробиено со повисоки суми до крајот на годината, имајќи ја предвид ниската економската активност, грчот во кој што е целиот реален сектор и незголемувањето на економската активност во стопанството. Благодарам што подсетивте за тие пресови. Имаше навистина во тој период доста неодговорни, така да ги кажам, пресови кои што ги правеа и многу манипулирачки. Инаку и за присутните и за гледачите, самото задолжување само по себе не е лоша особина. Тоа е баш напротив. Многу држави во светот, мнозинство држави во светот се задолжуваат за да имаат развојни компоненти во своите буџети, за да донесат капитални проекти, нешто што ќе донесе додатна вредност во општеството, инфраструктура и така нешто што ќе служи на економијата. Проблемот е, како и во секое наше домаќинство во кое што ние живееме, ако ние се задолжуваме за нешто што е непродуктивно, нешто што нема да донесе никаква вредност, во тој случај ние треба да се запрашаме во какви проблеми ќе влеземе во иднина. Апропо на овие муавети, сакаме да се надобрзам на странски инвестиции, но пред тоа да го кажеме, сакам да направиме на паралела во однос на даночниот модел, даночниот код што го има Македонија. Македонија пред отприлика 10 години кога го воведе новиот даночен модел,
и од тогаш наваму нема меѓународна институција со која што јас сум соработувал, Светска банка, ММФ, Европска банка за мир, буквално сите институции од меѓународен аспект кои што го немаат пофалено македонскиот даночен модел. Не дека тој модел е совршен, туку моделот е едноставен, лесен за разбирање, традиционално прифатлив е за нашето општество. Ако ги погледнеме тие така наречени Лаферови криви, каде што населението кој данок го сметаат како прифатлив и согласно таа стапка они максимално би го плаќале тој данок, ова е единицата вредност на тој данок. Рамен данок кој што е едноставен, секој може да го уплати и секој е желен тоа да го направи. Никој не е желен, едноставно вредноста да се избегнува данокот е многу поголема отколку да се плати самиот данок. Во рамки на ова, кога говориме, но поврзано со странските инвестиции од овој аспект и домашните исто така инвестиции. Дали може, Крсто, да ни кажете малку повеќе кои се вашите гледишта за моменталната ситуација со домашните инвестиции, но и странските инвестиции од се ова што се случува, од целата несигурност која што избива во економијата? Да, благодарам. Поставивте неколку се прашања во еден сет врзани, меѓутоа те се обидам со неколку реченици да ги одговорам. Прво околу даночниот систем, значи не треба да бидеме сега скромни тука и треба да кажеме дека претходната влада воведе даночен систем кој што беше признат на светско ниво. Значи зборам и генерално од многу посилни економии од нас, регионалните економии можам слободно да кажам дека учеа токму на тој даночен систем кој што го постави владата на ВМРО ДПМН. Кажавте добро, тој беше едноставен, прифатлив и добар пред се и за македонската економија, меѓутоа и за привлекување на странски инвестиции. Рамниот данок се покажа добар во овие услови на функционирање на нашата економија, дополнително со сетот на мерки, како да речеме реинвестирање на добивката, ослободување од даночна стапка и така натаму, се покажа доста ефективен и доста помогна во, како да кажам, раст или опстој на македонската економија во услови на светската должничка криза и на европската криза. Сето тоа е сега врзано, како што кажавте, и со опстојувањето на македонските предпријатија пред се малите и средни предпријатија како главен костур или кичма на нашата економија, но и во делот на привлекување на странските инвеститори, покрај дополнителните услови за развој на својот бизнис и така натаму, странските инвеститори доаѓаа во нашата држава и заради поволните даночни стапки. Истото тоа се случуваше и со македонските предпријатија, кои што дополнително и во многу други, би рекол, со многу други мерки добива дополнителна помош, како со ефтините кредити кои што беа на ниво на позајмица, со ослободување при вработување на одредени категории на граѓани или работници во делот на исплаќање на обврските кон државата, како што се пензиско, инвалидско, здравствено осигурување и така натаму, но и во делот на даночните стапки. Сега кога зборуваме за странските инвеститори, сакам да кажам дека оваа влада, еден од круцијалните погрешни чекори што го повлече на самиот старт, спомнав преска, е, како се изразам, сатанизирањето на странските инвеститори. Ова општество, македонската економија, како и економиите кои што функционира во еден друг систем, тоа беше системот на договорна економија, токму страда од тој дел на немање на странски инвеститори. За жал, периодот на транзиција во Република Македонија, кога социјалдемократите беа на власт и кога се затворија преку 625 компании во државата и кога на улица останаа преку 220.000 луѓе, неминовно беше да се покрие со привлекување на странски инвеститори. Пред се за зголемување на вработеноста, второ за воведување на нови технологии и за воведување на нови начини и услови на работење кои што ќе бидат конкурентни на модерните европски текови. За прв пат Република Македонија го зголеми, односно го намали трговскиот дефицит и дури со земји кои што се повеќе кратно поразвиени од нас имавме суфицит. Преку странските директни инвеститори ние добивме преку 25.000 нови вработувања. Добивме нови технологии, го зголемивме извозот, значи повеќе кратно делува странските инвестиции во Република Македонија и за зголемување на бруто домашниот производ, и за зголемување на потрошувачката, и за зголемување на стандардот на граѓаните. Која е целта на новата влада, што така да кажам слепо се залета во тој правец да на некој начин ги оттргне странските инвеститори, јас не знам, меѓутоа ми е жал и се надевам дека
час поскоро ќе се свестат дека не треба така да постапуваат. Еве во изминатава недела само имаме од 3 странски големи инвеститори најава дека ќе повлекуваат инвестициите од Република Македонија. Тоа значи намалени 2000 веќе постоечки работни места. Немаме најава, како што спомнавте, од преку 50 странски инвеститори кои што беа во некоја поодмината фаза на преговори со претходната влада, немаме никаква најава дека воопшто се заинтересирани да дојдат во Република Македонија. Значи, верувајте ми, тоа е многу лош чекор за развој на нашата економија во иднина. И уште еднаш кажувам, се надевам дека оваа влада ќе се свести и дека ќе воспостави еден друг принцип и друг начин на разговор со странските инвеститори. Не џабе било која земја, ако сакате од окружувањето да ја земите, Србија, Албанија, Бугарија и така натаму, како да кажам, постои трка за привлекување на што повеќе странски инвеститори во националните економии. Само во Република Македонија, за жал, се случува спротивното. Крсто, благодарам. Драган, сега да се вклучим. Би сакал да се вклучам во делот на данъчната политика и воопшто не треба, што ја водеше владата предводена од ВМРО ДПМН, и воопшто не треба да бидеме скромни да ја потврдиме огромното значење на данъчната политика што беше водена за зголемување на економската активност, привлекување на странски директни инвестиции, зголемување на економската активност и на домашниот реален сектор. И во поглед на намалувањето, и во поглед што значи директно намалување на трошоците на секој работодавач, и во поглед на ефикасноста, односно намалување на данъчната евазија, и во поглед на едноставноста. Само еден пример. 2005 година процентот на неисплатени месечни плати е 20%. Тоа значи дека секој петти вработен, регистриран во вработување, не земал плата редовно. За да тој процент, после воведувањето на интегрираната наплата и концептот на бруто плата, за година и пол се намали на помалку од 2%. Тоа е реформа. Тоа мора секој да го признае во Република Македонија дека тоа е реформа. Кога збориме пак за персоналниот данок, ние до 2007 година имаме троскалест систем на персонално даночно одончување со стапки од 15, 18 и 24%. Сиот прибран персонален данок во 2005 година во буџетот е 130 милиони евра. 2015 со стапка од 10% е 240 милиони евра. Меѓутоа, персоналниот данок не се само стапки. Тука е во прашање и која е висината на даночното ослободување што ние го зголемиме дупло. Тука е во прашање и скратување на кругот на признаени расходи. Добро знаеме дека во минатото работодавачите трчаа по сметки за сметкопотврди за репрезентација и гориво за да книжат расходи и на тој начин да не пријавуваат добивка и да ги билдаат расходите. Значи, кругот на признаени расходи беше со даночната реформа намален. На тој начин даночната евазија беше намалена. Од друга страна, онаа што сакам да го спомнам е едноставност. Ние во минатото имавме на една основица се плаќа придонеси за здравство, на друга придонеси за пион, па се врши доплата до најдониската на пион, па на трета основица се плаќа персонален данок, хаос. Во такви услови ние не можевме да очекуваме странски инвеститор да влезе во Република Македонија. Самото намалување на даноците, ефикасноста, едноставноста беше големо олеснување за бизнисот и подеднакви услови за сите учесници во бизнисот. Онаа што особено им смета и на граѓаните, секако и на реалниот сектор, е нееднаквоста во спроведувањето на било која политика, па и даночната политика. Меѓутоа, благодарение на еднаквиот третман на сите стопански субјекти, благодарение на едноставноста и на ефикасноста на оваа даночна политика, ние имавме намалување на даночната евазија и не случајно со такви ниски стапки, ние имавме речиси за 80-90% повисоки приходи од персонален данок. Оваа го зборувам визави најавеното
од министерот за финансии, сега гледаме некако атерира во предлозите, покачување на персоналниот данок, односно воведување на втора скала од 18%, кое што ќе биде увертира во даночна евазија или префрлувањето на бизнисите во други држави кај што нели има пониски даночни стапки. Пред да резумираме и пред да ја завршиме веќе трибината, дали може да замолам ваша страна завршни точки, што вие сметате дека новата влада треба да се поправи, треба да направи во наредниот период? Од аспект на данокот и од аспект на буџетското планирање на економската, зголемување на економската активност. Од аспект на даночната политика не е јасно зошто сака да менуваат нешто што е докажано дека е ефикасно и нешто што е поздравено од сите нели меѓународни финансиски институции и од реалниот сектор. Така да мислам дека во делот на даночната политика нема потреба да прават такви екзибиции кои што може да не коштат многу, а во делот на онаа што како економски политики оваа влада треба да ги води, треба да се остварне на понатамошен раст на капиталните инвестиции, ако веќе не одиме на стабилизација или консолидација на јавниот долг, тогаш која е логиката да ги намалуваме капиталните инвестиции? Ние во овие 3 месеци не знаеме каде да одат парите. Од една страна имаме зголемување на задолжувањето, од друга страна имаме кратење на капиталните инвестиции. Во главном, економската политика треба да биде насочена кон понатамошен раст на капиталните инвестиции, продолжување на политиките за активни мерки за вработување, продолжувањето на активноста за привлекување на дополнителни странски директни инвестиции или реализација на најавените, што на некој начин ќе биде и раст на вработеноста, а самиот пазар на трудот со растот на вработеноста ќе доведе и до зголемување и на платите и на семејните приходи на граѓаните и на потрошувачката, сето тоа ќе значи раст и на бруто домашниот производ. Драган, благодарам многу. Гордан, дали може да имаме вашата завршна точка? Што вие порачувате од аспект на задолжувањето? Како државата треба да продолжи, односно како Министерството за финансии и владата на Република треба да продолжат во наредниот период од аспект на задолжување? Задолжувањето, како што рековме, само по себе не е лошо. Работата е како се задолжуваш и за што се задолжуваш. Која е вашата порака? Значи, првата работа што мора да ја направат е да прекинат со критики кон претходната влада и кон нивните проекти и да ги завршат проектите од кои што се очекуваат приходи. Значи, ние заради некакви критики и необјаснети причини до ден денес не го пуштаме автопатот Меркапија Смоквица, кој што ќе носи огромни приходи и ја изгубивме нели летната сезона во која што фреквенција има тој пат многу, а тој приход ќе е многу значаен затоа што од него, значи, ќе се искористат средства за враќање на кредитите. Проблемот на министерот ќе се зголеми доколку веќе излезе од грейс периодот и почнат обврските за плаќање на главница, а во меѓувреме тој не го активирал, не мора да е пат, било кој друг капитален проект кој што носи приход. Значи, тоа ќе му наметне дополнително да треба да се задолжува. Така да до крајот на годината, ако не почне да превзема мерки, сега тој можеби ќе рече јас не сум одговорен за ова. Да, фондот за патишта е одговорен за патиштата. Ако не се активира фондот, односно министерот, преку ресорниот министер за транспорт и врски и соодветниот директор таму да се завршат работите на време, министерот за финансии ќе има проблем. Сите проекти се со државни гаранции. Ќе дојде до активирање на државна гаранција, министерството треба да обезбеди пари. И влегуваме во една спирала. Ќе се задолжува, да враќа, се уште не завршил навремено, приходи нема, така да ќе се создаде еден сериозен проблем. Во тој дел они мора да посветат многу големо внимание. А ако продолжат исто така со задолжување за работи кои што немаат ефект со видливо голо око, значи да е некој проект кој што ќе значи за идните генерации, тогаш навистина имаме сериозен проблем. Благодарам многу, Гордана. Крсто, од аспект на странските инвестиции, од аспект на домашните инвестиции, говориме компаниите целокупно во Македонија кои што инвестират и домашни и странски.
која е вашата порака што сакате да испратите до новата влада? Како треба да го промени однесувањето, како треба да го подобри однесувањето кон тие компании? Прво морам да кажам дека луѓето што на директен или индиректен начин ги водат економските процеси во Република Македонија треба прво да си ги тргнат личните суети, да прифатат дека во креирањето на економските политики мора да има континуитет. Односно, тие работи што давале резултат мора да се продолжат. И тоа треба на сите да им биде јасно без разлика која влада или која власт ќе дојде во Република Македонија. Дебатиравме до сега дека многу мерки дадоа резултати. Тие мерки мора да ги продолжат. И во делот на странските инвестиции, значи прво мора да го менат односот кон странските инвеститори. Не само како што кажа колешката за гола критика кон минатата власт, да се заканува со некакви декласификации на информации за какви помоши се давале на странските инвеститори и така натаму, дека ќе се скрателе одредени субвенции да ги одвраќаат луѓето. Туку треба да седнат, да поразговараат со нив, она што реално треба да се даде како поддршка да се даде и да стават луѓе на клучните позиции кои што реално ќе привлекуваат нови странски инвеститори. Значи не може да се постави тим за привлекување на странски директни инвестиции кои што буквално кажано не мрнал од Македонија надвор во изминатите 10 години. И на тие позиции да поставуваме луѓе само да ги изгрижиме нивните лични апетити. Се работи за раст на државната националната економија. Од тој аспект, значи, во делот на странски инвестиции мора да го подобрат односот. Второ, во правецот каде што погрешиле во креирањето на економските политики мора да се исправат, да дадат нормален тек, бидејќи ако продолжат на овој начин на среден или на долг рок ќе создадат несогледливи последици кои што после тешко се поправаат. И мора со следниот буџет во 2018 година драстично да изголема средствата за капитални инвестиции. Мора да се даде дополнителна вредност со која што ќе има дополнителен раст на македонската економија и помошта кон македонските предпријатија, особено малите и средни предпријатија кои што се движечка сила во нашата економија, не треба да биде декларативна, туку треба да биде суштинска. Завршувам со зборовите, не може да биде конкретна помош 2,1 милион евра, кои што ги одвоија со последниот ребаланс за помош на мали и средни предпријатија. Тоа е само декларативна заложба, ама ништо суштинско и на видело, што би рекле нашите граѓани. Благодарам. Почитувани, пред да ја завршам оваа трибина за денес, би сакал на крај само и за публиката, но и за нашите гледачи, едни завршни точки да дадам. Во моментов се чувствува и се соочуваме со голема несигурност во економскиот сектор, политичкиот сектор, целокупна несигурност во државата, која што се рефлектира на населението, но се рефлектира и врз бизнис секторот. Таа несигурност креира луѓето да се чувствуваат уплашено, да стравуваат за било какви идни чекори, инвестиции, потрошувачки и така натаму. Таквото чувство неминовно ќе донесе кон многу слаб економски раст, па дури може и негативен економски раст. Најголемите економски кризи гледано во историјата на човештвото се сушност креирани од страв, едноставно, од чувството на несигурност како да се продолжи што ќе не очекува. Ова моментална влада, начинот на постапување, начинот на делување со тоа што никогаш сигурно не кажува како ќе ги менува даноците, па напоменува дека ќе ги менува даноците и ќе имаме така наречен скален систем на даноци, кој што за една мала држава како Македонија, која што се стреми со сета своја сила да привлече странски инвестиции кои што се од голема важност за нашиот домашен сектор, а и за нас воопшто како граѓани на државата, за да учиме од нив, тешко е да помислиме дека ќе привлечеме странски инвестиции ако ние на нив им влеваме чувство на несигурност. Кога они треба да ги програмираат нивните трошоци, нивните планови за успех за наредни години, потребни им се цврсти информации и гаранции што како ќе биде во една држава. Нема никогаш они да седнат да се наслонат на зборовите на некого, можеби ќе биде, а може и нема да биде. Од тој аспект. Затоа би сакал за крај да се заблагодарам за сите присутни тука. Сакам да се заблагодарам за гледачите кои што вече ова не следеа. Ке имаме и понатаму настапуваме со вакви интересни трибини кои што дефинитивно ќе ги критикуваме, откриваме манипулациите на моменталната влада, но воедно ќе даваме и конструктивни предлози кои што реално заслужуваат да бидат размислени од нивна страна и да ги прифатат. Ви благодарам на сите вечер што бевте тука, благодарам сите на гостите тука до вечерва и продолжуваме понатаму. Благодарам.